Кажете кога ќе може. Еве колега за одмија. Добро. За напри. Овој лидер. Може се не така? Може. Чекај. Морам да сакам. Лоша му е фамилија. Чекај за мене. Камери имате. Чекај за треба. Треба нов баланс. Па нема, многу ми е ген. Dobro, zapali što misliš. И службите за финансиско работење на секоја установа посебно, туку напротив, целта е да им се помогне и токму затоа, за да бидеме унифицирани, им се праќа ваков терк. Од она што го слушнавме во овие изматите неколку дена во однос на реакциите на синдикатите, би сакала да упатам многу јасно и едноставно објаснување зошто во решението, какво што е, се наведени како се пресметува, по кои основи се пресметува основната бруто плата и нивната недоразбирањето од нивна страна кој што произлегло зошто во диспозитивот стои минималната плата. Во самото решение стои дека платата се пресметува, но се утврдува на следниот начин. Основна бруто плата по следните основи. Минимална бруто плата која е објавена во Службен весник на Република Северна Македонија број 68/24 согласно закон и општ колективен договор, коефициентот на сложеност согласно колективниот договор на култура и вработениот има право на 0,5 додаток на основна бруто плата за секоја година работен стаж, најмногото 20%. Овие три компоненти се непроменети. Нема промена во општиот колективен договор, нема промена во колективниот договор на Синдикатот за култура на Република Македонија и се разбира дека правото за сложеност и тоа како, односно за секоја година работен стаж, се извинувам, и тоа како останува. Единствената промена која што е внесена во диспозитивот е тоа минималната плата, затоа што таа е единствената компонента која што е променета. И затоа вели дека со измените за законот за минимална плата, минималната плата сметана од месец март 2024 година изнесува 33,352,00 денари. Што значи дека единствената компонента која што од оваа плата натаму е менлива е минималната плата. Токму затоа таа стои во диспозитивот. Во изработката нова решение не учествував сама јас, се разбира, туку се консултиравме со Министерството за труд и социјална политика, се консултиравме со Државниот инспекторат за труд, се консултиравме, нормално ги имавме секогаш при рака службите во Министерство за култура и се разбира дека беа прашани сите активни чинители. Ниту една правна или сметководствена служба до денес не се јави од било која установа да каже дека има односно проблем со пресметката на плата. Затоа што секоја служба за материјално и финансиско работење, како и правна служба, добива од Министерство за финансии податоци и табели каде што како се пресметува платата и токму затоа апсолутно не наидоа никакви потешкоти, затоа што како што кажав, ниту еден колективен договор не е променета е само минималната плата. Токму затоа јас би сакала да не се шират дезинформации, затоа би сакала да не се шират некакви теории на заговор, дека Министерството сака нешто да скрие. Напротив, секогаш сме работели и одговорно и транспарентно и во служба пред се на културните работници. Последниот пат, кога се доби 10% покачување, беше во септември 2023 година, а во текот на цела 2023 година вкупно 21% покачување на нивните плати по член 14 став 1 од Општиот колективен договор. На крајот фер е да кажеме дека во изминатите 4 години од 2020, односно до септември 2023 година, кога беше последното покачувањето во платата на културните работници, почитувајќи го колективниот договор за склучен во 2019 година на 30 декември и општиот колективен договор изнесува 40%. Со ова последно покачување во март, покачувањето е 52% на нивните плати. И тоа е на едно завидно ниво, на ниво на кое што тие го заслужуваат, меѓутоа јавноста не заслужува ова министерство кое што напорно работи за да им стои на располагање ним,
кој што напорно работи и службата за материјално и финансиско работење и правната служба, која што 24/7 им стои на располагање за сите нивни недоумици, проблеми, консултации и така натаму, но и ова министерство и вработените во ова министерство кои што заедно со мене се бориме за нивни повисоки плати, не е фер да кажуваат дека некој сака да истакне некаква дезинформација, дека некој сака нешто да им скрие, дека некој сака да лиферува некакво решение, затоа што во секој момент може секој кој што сака да провери дека платите се изработуваат, дека имаат право правните служби и сметководствените служби во секоја институција одделно да се консултираат едни со други, дека се консултираат и со Министерството за финансии за тоа како да ги изработат платите, тоа не е нов процес. Тоа е процес кој што се случува, можам да кажам малтене, може би секој месец доколку има некоја недоумица. Меѓутоа, дека ова решение, вакво изработено, со сите активно вклучени чинители во него, во овој процес, дека ова сака нешто да им скрие, апсолутно ги отфрлам. Од самото подпишување на колективниот договор од 2019 година, истиот е испочитуван. Некогаш сме имале потреба за одредени кратења на средства или пренамена на средства, за да можеме да ги дообезведиме платите. Меѓутоа, морам да ви кажам дека во последните 3 буџети зголемувањата на платите им се предвидени. И апсолутно тука нема никаква опасност дека некој нешто сака да им скрати. Дури, доколку јас вчера се информирав, а доколку сакате можете и вие да се информирате во Министерство за финансии, дека и во нивниот систем за изработка на плати ова зголемување е предвидено. Што значи дека ова не е нова појава. Ова е предвидено. Токму затоа. Јас сакав денес да се разјасниме, затоа што очигледно беше дека некој сака да направи некаква друга слика, можеби од некои други поводи. Сакав да разјасниме дека во 4 години платата на културните работници се зголеми за 52%, според сите колективни договори кои што и според нив им следува, и токму затоа никој нема во план ниту еден колективен договор да го дерогира, да го уназади, да не го признаи, затоа што сите сме свесни за последиците кои што произлегуваат доколку не се почитува колективно договарање. Затоа овој диспозитив кој што нив ги буни ја содржи измената на минималната плата, затоа што, како што кажав, таа е единствената компонента која што е променета, за среќа на сите е зголемена. Јас имав толку, повелете со прашање. Само едно прашање, министерке. Да. Се извинувам, да, тие реагираат дека одредбата од општиот колективен договор, каде на основицата за пресметка на плата следуваат тие 10% покачување стекнатото право од лани од септември, значи ја нема во диспозитивот на решението. Тоа беше нивната реакција. Во почетокот на самото решение, еве за да биде уште појасно, стои дека Законот за минимална плата во врска со член 14 став 1 од општиот колективен договор за јавен сектор. Значи тоа е тоа. Во диспозитивот стои само компонентата која што се менува. Мислам дека ова е единствениот сектор кој што вака јавно ќе објавуваме решенијата, меѓутоа ако нема проблем, ќе објавуваме се за да јавноста ја стекне вистинската слика. Во самиот почеток на решението тоа стои, каде што ништо не е променето. Ниту е променет општиот колективен, ниту е променет нивниот колективен договор од 2019 година, кој што треба во некој нареден период да седнат и да го обноват, затоа што важноста е помината, меѓутоа го почитуваме. Единствено што се менува, како што кажа, за среќа на сите, е новата минимална плата, која што ќе продолжи да расте. Што значи дека и следното усогласување, повторно тие ќе имаат промена, односно најверојатно ќе имаат и решение кое што ќе биде многу слично на ова, каде што само ќе се искаже вредноста на променетата минимална плата. Општиот колективен и нивниот колективен остануваат непроменети. Нивните коефициенти остануваат непроменети, нашето почитување за нивната работа останува непроменето, меѓутоа треба да се бориме и да се докажуваме со аргументи. Не треба да се бориме на таков начин дека некој нешто лиферува, некој нешто крие,
дека не се официјални каналите и така натаму. Тоа не доликува ни на нас, ниту на една културна јавност. Повторно ќе кажам, вработените во Министерство за култура, кои што ги работат истите, дури и со зголемен обем работите на нивните правни сектори, нивните сектори за материјално и финансиско работење, заедно со мене се бориме за повисоки плати за нив. И тоа секогаш треба да го имаме во предвид и не е во ред истите тие да бидат обвинувани дека заедно со министерката нешто кријат. Ако нема други прашања, ви благодарам многу за... Фала ви. Фала ви. Имаме многу во Сончев.